Мерките за спас од финансиски колапс на штипското комунално предпријатие ги дават првите резултати. Моменталната состојба првиот човек на предпријатието ја оценува како релативно добра. Дополнително финансиско стабилизирање очекува по продажбата на деловниот имот, за кој во моментот се спрема јавната објава за лицитација. Во меѓувреме со парите кои се заштедуваат од неисплатата на прековремени часови, како и намалување на вработените, комуналното предпријатие има доволно пари за исплата на платите, но и редовно да ги сервисира долговите. Една од мерките која беше побарена и која беше одобрена од страна на Советот на општина Штип е намалување на вкупниот број на вработени по сите основи за 30 до крајот на ова календарска година и во текот на овој период беа прекинати договорите на 20 вработени, од кои поголем дел се по основ на пензионирање, а дел се по основ на доброволно заминување како технолошки вишок. На дел од работните места за кои утврдивме дека нема потреба за продолжување по истекот на договорот за определено време не беа распишани нови огласи и вкупната бројка во моментот е 20. Во моментот долгот на ИСР кон добавувачите е 81 милион денари, плюс за исплата имат 50 милиони денари по основ на камати кон Министерството за финансии, за кредит подигнат од пред повеќе од 20 години. Предпријатието и општината неколку пати бараа Министерството да покаже разбирање и да ја отпише каматата за кредит, за кој, како што вели Зајков, веќе е реализиран и исплатен. Оно што го добивме од Министерство за финансии за нас нажалост е неприфатливо и до овој момент неразјасливо зошто Министерство за финансии не ни повика на разговор, не ни стави на позиција да поразговараме и да видиме дали постои или не постои можност, туку едноставно ни кажа дека нема законска можност за отпишување на овој вид на долг и ние како јавно предпријатие и овој месец и наредниот и секој месец во наредната година ќе имаме обврска да го исплаќаме 3,8 милиони денари. Штипското комунално предпријатие подолг период се соочува со финансиски колапс. На почетокот од јуни Ева на им ја блокираше сметката, па поради тоа на вонредна седница Советот на општината донесе одлука. Со ребаланс на буџетот на комуналното предпријатие му се префрлат 18 милиони денари.